Лековите ќе мора да се подигаат лично. Ова е вчерашната изјава на министерот за здравство Венко Филипче, која предизвика бурни реакции во јавноста и на социјалните мрежи. Многу ме интересира за неподвижните дали ќе се изнајде решение полномошно за подигање на лекови од аптека, заверено на нотар кој дошол дома. Во аптека по лекови со рецепти пензионерите нека одат со штаки на носилка, нека ги кренат од болнички кревет, нека ги фрлат од тераса право у аптека ако нема лифт, нека трошат пари за такси. Ете, он смета дека лек на рецепта треба да се подигне лично, а најголем број на корисници на рецепти се пензионерите, околу 300.000 во цела земја, на кои лекови им набавуваат децата, брачни другари, внуци, соседи. Ова се дел од коментарите напишени на Facebook профилите на популарните Ина Многу Фина и Јоци. Најавите за исклучиво лично подигање на припишаните лекови не останаа без реакција и од граѓаните. Не е уред. Не е уред. Кој може, зашо да ние да ги земе? То не е превара, не лаже. На рецептите пишува име, презиме се. Може син ми да иде да ги земе, да ми ги донесе. Зашо ја да се мачам по ложешко? Тај што сака да лаже, на секој начин ќе излаже. Не можат и старите, има неподвижни, има изнемоштени, па некои има дури и зафатени со некои врсчи. Така да, може би, у таа смисла треба нешто друго да се предвидеем. Кој е помлад ќе оде ти си зема, кој како нас старите, не може да одеме да зимаме, не има кој да ни донесе. Ова веројатно не останало незабележено и од министерот, па како и неколку пати претходно, ден потоа тој експресно ја повлече изјавата. Сите пациенти кои не се во можност лично да отидат во аптека од здравствени причини, тие ќе можат како и досега да ги подигнат лековите преку членовите на нивните семејства. Е денешната изјава на министерот Филипче. Меѓутоа, никој се уште не кажува како ќе се сопрат потенцираните од премиерот Заев манипулации и дали покрај ова лекови ќе има доволно.